Граѓаните да бидат спокојни, цената на струјата нема да се зголеми и во исто време имаме најевтина струја во регионот и Европа, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски. До сега, откако е оваа влада, нема зголемување на цената и нема таква опасност. Граѓаните да бидат спокојни, имаат едно од најевтините, а можеби најевтина цена на електричната енергија во регионот и во Европа. Оваа влада ги штити граѓаните од енергетската криза, констатира Мицкоски и аргументира. Има навремено испорачување на енергенси и има не само за навремено испорачување на енергенси за граѓаните во Македонија, туку како што можете да следите во изминатиот период, тоа се случува и во соседството. Така што владата е таа која што води сметка за стратегијата и политиката за да не дојде до недостаток на енергенси. А оваа платформа, ќе повторам, ќе зголеми транспарентноста, сигурноста и доверливоста на системот. Кои чекори ги превзема владата за стабилност на енергетскиот систем во Македонија? Се рестартираше повторно изградбата на интерконекторот со Албанија. Продолжуваат и внатрешните рингови да се реновираат, реконструираат и да се зголемува капацитетот. Истовремено во енергетиката продолжуваме со инвестиција во гасните интерконектори со Грција и очекувам веќе следната недела, откако се прибавени сите мислења да отпочне изградбата и со северниот интерконектор. Го пуштивме нафтоводот со соседна Грција, со што практично рафинеријата директно е поврзана со Солунското пристаниште и уште многу други проекти кои што значат подовелев систем, еден од тие и овој денеска, што представува историски исчекор напред. Владата има дополнителни мерки за стабилизирање на економијата, но и заштита на стандардот на граѓаните. Изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Има да. Па немаме ние простор голем како за маневар како влада, освен на тоа да влијаеме на данокот на додадена вредност, затоа што ако ги замрзнеме цените и маржите, тогаш тие се прелеваат во другите месеци и тоа се покажа како лоша мерка. Па се споменуваат таргетирани мерки, дали може би се... Да, таргетирани, еве сега да речеме конкретно ѓубривото. Сега конкретно тоа го ограничивме, потоа ТНГ, течниот природен газ, исто така профитните маржи ги ограничивме во договор со трговците, така што имаме таргетирани мерки, но сакам да кажам, и тоа е многу важно да се истакне, дека според Меѓународниот монетарен фонд, ние како држава сме во првите 3 согласно мерките кои што ги аплициравме како процент од ДДВ за време на оваа криза. И денеска Мицкоски го повтори својот оптимизам и очекување дека од наредниот месец ќе има стабилизирање на економските текови и инфлација под 4%. Очекувам сето тоа да се стабилизира во овој тековен месец и веќе од следниот да имаме инфлација која што ќе биде под 4%, а доколку имаме стабилизирање на состојбите во Иран, во заливот, тоа што очекувам да дојдеме до оние бројки кои што до крајот на годината ќе бидат меѓу 2 и 3%. До крајот на 2026 година системот SafeCity ќе се имплементира во секоја општина, најави денес министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. До крајот на оваа година ќе го имплементираме на територија на цела Македонија. Секој еден македонски граѓанин заслужува да живее во рамки на побезбедна средина, така да овој систем веќе се докаже дека и како влие од аспект на безбедноста на македонски граѓани. Како ќе почне да функционира? Од 1 јули ќе постат некои нови точки на санкционирање или пробен период? Како што на микросредина се исполнуваат техничките услови за да може да ги ставиме во функција, така ќе ги ставаме во функција. Значи нема да чекаме сегде да го поставиме системот па да го пуштиме во секој еден град, во сите градови заедно, туку како што се исполнуваат условите во Велес, да речеме, така ќе го пуштиме во Велес. Како се исполнуваат условите во Охрид, во Струга, во Гостивар, во Гостивар. Во врска со лажните така наречени фишинг пораки со казни од SafeCity кои во текот на вчерашниот ден пристигнаа до голем број на граѓани, Тошковски изјави дека за жал имало и ќе има. Сега лажни пораки, лажни напади или фишинг напади како што ги велат експертите, имало и ќе има. Тоа е реалност. Дали навремено ги добиваме како известување од страна на граѓаните дека се случуваат, да. Дали веднаш комуницираме со граѓаните дека постојат фишинг напади, да. Граѓаните треба да бидат внимателни во делот на тоа од кого ја добиваат пораката. Тоа се секогаш
пораки кои што се добиваат од чудни броеви, така да кажам, со чудна адреса, има чудни информации во рамки на самите пораки, не се добиени од страна на точната адреса од Министерството за внатрешни работи, не се добиени од страна на точниот телефонски број од страна на Министерството за внатрешни работи, и граѓаните треба да бидат внимателни и треба да проверат, а при секоја констатација на еден ваков обид за манипулација на граѓаните, Министерството за внатрешни работи навремено ќе известува и ќе ги информира граѓаните. И покрај сите препреки при спроведувањето на системот Safe City, истиот е прифатен од страна на сите граѓани, но е и успешен. Еве само еден пример ќе ви дадам. Во споредба со 2025 година, кога сме имале 26 жртви на територија на Македонија, се извинувам, 47 жртви на територија на Македонија, сега имаме 26. Тоа е огромна заслуга на македонските граѓани кои што решиле да ги почитуваат правилата при управување на моторно возило и при тоа тие да го намалат бројот на смртни случаи. Нити јас, нити било кој од Министерството за внатрешни работи директно делувал за да се намали бројот на смртни случаи, но секако дека и Safe City помогнал во рамки на обидот да се поткрене свеста на македонските граѓани, да се даде фокус на сето ова како едно од клучните прашања на кои што треба да имаме одговор, и навистина е успешен проект. Јавното обвинителство на денешното рочиште за пожарот Пулс, во кој загинаа 63 млади луѓе и 222 беа повредени, продолжи со изведување на материјални докази земени при увидот на лицемество во опожарениот објект. Пред кривичниот суд беше прикажан фотоалбум со 92 фотографии, кои детално ја прикажуваат затекнатата состојба на местото на настанот. Присутните во судницата на фотографиите ја видоа внатрешноста на опожарениот објект, исцрнети машки и женски обвивки на црвениот тепих пред дискотеката, изгорени јакни, празен хидрант, мали прозорци со метални решетки, изгорен покрив низ кој се гледа небо, како и поставеноста на бината и димензиите на излезот. Беше презентирана и неоштетена пиротехничка фонтана, во чија спецификација е наведен дометот при прскање, кој што бил поголем од расстојанието помеѓу бината и плафонот. Констатирано е присуство на горливи и изолацијски материјали, стиропор, первол, гипскартон, дрвени елементи, кои придонеле за брзо ширење на пожарот. Утврдени се ограничувачки небезбедни услови за движење и за евакуација, односно преградна двокрилна врата, алуминиумска врата како и странична врата без квака со заклучена брава, метални алки и катанец во заклучена положба. Посочи јавниот обвинител. Почетокот на денешното рочиште беше тензичен затоа што некои од бранителите отворено го оспорија вештачењето на Институтот за судска медицина. Тие рекоа дека дел од предложените докази се компромитирачки и побараа нивно иземање, како и вкрстено испитување на дополнителни вешти лица и ангажирање технички советници. Судот овие барања ги одби како неосновани, а обвинителството ги оцени како тактичка алатка за одложување на судската постапка. Пред почетокот на денешното рочиште со реакција излегоа и родителите, чии деца загинаа во пожарот со реакција на осудата за тројцата полицајци откочени за злоупотреба на службената положба, а поврзана со случајот Пулс, изрекувајќи им условни затворски казни. За злоупотреба на службена должност законот предвидува до 10 години затвор, но очигледно тоа важи само на хартија. Во пракса условни казни. За утврдена злоупотреба, за систем што со години не гледал, не слушал и не постапувал. За непостапување што создало услови за трагедија со 63 изгубени животи и над 200 повредени, оставајќи зад себе цел град во тага. Законот вели затвор, судот вели може и без тоа. Очигледно кај нас одговорноста е опционална, особено кога и институционалната, политичка или бизнис. СДСМ на денешниот прес тврдат, на Мицковски му се брза за предвремени избори поради страф од истрагите и одговорноста по падот на Орбан во Унгарија. Се потврдува она што СДСМ веќе подолг период го зборува. На Мицковски му се брза за предвремени избори. Со падот на неговиот пријател Орбан почнува распадот на криминалната мрежа што со години ја градеа во регионот. Во Унгарија веќе се најавуваат истраги кои ќе стигнат до Мицковски и неговиот голем брат Вучич. Сите братски бизнис шеми наскоро ќе бидат под лупа.
Орбановата медиумска мрежа, сомнителните сделки, тендери, телекомуникацијските и енергетските бизниси поврзани со Орбан, целиот криминален октопод ќе се истражува. Сега имаат уште поголем мотив – стравот од истрагите и одговорноста. Нова Мицковски врати. Оваа година избори ќе нема, ќе бидат редовни во 2028 година. Има некои од партиите што се исплаши од таа изјава, ја следам, од избори, но мојот став, вие го знаете, мојот став е дека оваа година избори нема, оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори, кои што ќе се случат наскоро во пролетот 2028 година. А дали 2027 е опција, знаете дека ВМРО ДПМН е секојаш подготвено да оди на избори и да победи, но на кое што ние сега го правиме и кое што го има нашиот фокус е тоа да испорачаме реформи и да зголемиме економската активност, со што ќе зголемиме и стандардот на граѓаните. Која беше целта тогаш на оваа ваша изјава дека има избори? Наскоро мора да има избори, такви се законите, на 4 години и секогаш има избори. Веднаш по отстранување на блокадата од страна на Брисел потпишани се 5 нови договори преку ИПАРД програмите. Директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Даниела Иротова Лазарева, денеска по 6-месечниот застој ги потпиша 5 договори во вкупна вредност од над 62 милиони денари. Станува збор за инвестиции во туризмот, при што е предвидена изградба на сместувачки капацитети и опремување на ресторани во рурална средина. За веќе реализираните проекти пак кои чекаа исплата, веќе се доставени налозите за плаќање до Трезор. За само 2 години Бугарија акумулираше нов надворешен долг од 13,5 милиарди евра, што е еквивалентно на трошоците за изградба на 2 нови нуклеарни електрани. Овој алармантен факт го изјави председателот на Сдруженијето на индустријски капитал во Бугарија, Васил Велев, во емисија на Нова ТВ. Според него, државата ги финансира своите огромни тековни трошоци со кредити, туркајќи ја земјата на работ на финансиска криза во грчко сценарио, нагласувајќи дека долговите на земјата скокнале од 24 милиарди евра на 37,5 милиарди евра. За да се спречи катастрофалниот банкрот на јавните финансии, експертите предлагаат пакет мерки: итно замрзнување на минималната плата, укинување на автоматското зголемување на платите, врзано за просечната плата во клучните сектори, како што се Министерството за внатрешни работи, одбраната и образованието. Приштина и Турција потпишаат договор за воена финансиска соработка која предвидува дека турската влада ќе ја обезбеди на Косово 200 милиони турски лири или нешто помалку од 4 милиони евра за зајакнување на капацитетите на косовските безбедносни сили. Во соопштението од Министерството за одбрана во Приштина се наведува дека договорот го потпишале министерот за одбрана на Косово, Ејуп Македоничи, и министерот за одбрана на Турција, Јашар Ѓуле. Стравешна сообраќајна несреќа со 4 жртви се случи на магистралниот пат помеѓу Нови Пазар и Рашка. Во директен судари на 2 патнички возила, животот го загубија 4 лица, додека лекарите се борат за живот на уште 2 повредени. Според неофицијални информации, едно семејство било во возилото кое било удрено од голф управувано од тинејџер. Наводно возачот на голфот, 19 годишниот БК, возел од Нови Пазар кон Рашка и се обидел да престигне неколку возила. Двете лица кои ја преживееле несреќата се здобиле со тешки телесни повреди и се наоѓаат во критична состојба. Тие се итно пренесени во општата болница во Нови Пазар. Советите на општините Делчево и Пехчево денес на вонредни седници донесоа одлуки за прогласување елементарна непогода поради големите штети што ниските температури и мразот ги предизвика врз сливите и останатите овошни насади во регионот. Како општините ќе постапат после ова? Најпрви некако општина треба да формира комисии кои што ќе биде на терен, ќе направи утврдување на самата штета, потоа треба да се направи елаборат со вештачење и овој елаборат секако да биде доставен до сите надлежни институции кои што потоа треба и да извршат процентуално обештетување на самата штета. Знаете, Малешијата е регион кој што располага со големи насади на слива и вишна и од, како што реков, од собствениците имаме најави дека имаме големи штети од измрзнатост, така да во корист на нашите сограѓани ќе излегнеме во пресред, се што е во наша надлежност да им помогнеме и да излегнеме во пресред.
Во меѓувреме, за утре е закажана и водредна седница на Советот на општина Берово, на која се очекува да бидат донесени слични одлуки и заклучоци поврзани со штетите од мразот што ги погоди земјоделските производители. Исто така, општина Пробишти објави јавен повик до граѓаните кои претрпеле штети од ниските температури и мразот во текот на април и мај да ги пријават настанатите штети врз земјоделските насади и имотите. Во Малешевско-Пијаничкиот регион од производство на сливи и овошје екзистираат околу 500 семејства, а годинашните штети сериозно ја доведуваат во прашање нивната економска стабилност. Производителите очекуваат брза реакција и конкретни мерки за поддршка. Веде директорот на Основното училиште Никола Карев во Кочани Александар Андов, кој истовремено извршува и функцијата претседател на Советот на општината, поднесе оставка од директорската позиција во училиштето. Оставката доаѓа по засилен јавен притисок и реакција откако независната советничка група Доста беше поднесе кривична пријава против него и градоначалникот Владко Грозданов поради наводно непостапување за решавање на судирни интереси. Советничката група на Доста беше поднесе кривична пријава до градоначалникот на општина Кочани поради непостапување за судирот на интереси на претседателот на Совет на општина Кочани, за кој денес исто така поднесовме кривична пријава. На 4 март, како советничка група, поднесовме барање за постапување до градоначалникот на општина Кочани по изјаснетото мислење од Државната комисија за спречување на корупција. До сега нема никаква реакција. Градоначалникот до сега требаше да реагира и да го разреши од директорското место на Основното училиште претседателот на Совет. На поднесените кривични пријави реагираше и Јандов. Не е точно дека градоначалникот не постапил. Второ, непознавањето на законите и на оно што го прават само за театар е една од најголемите небулози што случува во нашиот град, затоа што Државната комисија за спречување на корупција веќе има постапено по овој предмет. Јас имам добиено прекршочна казна, бидејќи не е кривична, туку е прекршочна, по истата имам постапено. Сепак, во текот на вчерашниот ден, градоначалникот Грозданов ја потврди оставката на Андов, која што е архивирана во општината, нагласувајќи дека постапките ќе продолжат согласно законските прописи. Од утре продолжуваме со разговори со вработените во Основното училиште Никола Карев. За многу брзо ќе имаме нов ВД директор и образовниот процес нема да трпи, туку продолжуваме понатаму согласно законските правила и прописи. Никој не е над законот, нема да постапуваме никако друго, освен согласно законските правила и прописи. 90 години е најстариот пациент кој деновиве претрпел мозочен удар, а најмладиот е нешто под 50. Главната причина се големите температурни разлики кои деновиве Македонија ги доживува, од -4 во Малешевијата до 30 степени во текот на еден ден. Просечната возраст на која што пациентите добиваат мозочен удар за хеморагичните мозочни удари е со нешто пониска возрастна граница, некаде помеѓу 50-та и 60-та година, ретко некогаш и помлади пациенти, а за исхемичните мозочни удари просечната возраст е помеѓу 60 и 70 години. Во случајов, например, имавме и повозрастен пациент со хеморагичен, односно крварички мозочен удар на 90 годишна возраст. Токму овој температурен шок го зголеми обемот на работа на неврологија при Штипската клиничка болница. Во однос на ланската година, оваа време, имаме поголем број на прегледи, амбулантски прегледи, значи на оделение. Меѓутоа е зголемен бројот на хеморагичните, односно крваричките мозочни удари кои што настануваат заради руптура на крвните садови. Кои се симптомите на мозочниот удар? Хеморагите, да кажеме, е јака главоболка, неподнослива главоболка, а може да се јави, значи, пореметување на говор, може да се јави профузно повраќање без гадење, може да се јави пореметување на говорот, асиметрија на лицевите назолабијални бразди. Што препорачуваат лекарите доколку лице покрај вас доживее мозочен удар? Ако приметите дека пациентот има асиметрија на лицето, ако има слабост на екстремитетите, ако има пореметување во говорот, во тој случај веднаш треба да се повика службата за итна медицинска помош и истата што побрзо да го донесе на невролошко оделение. Битен фактор во превенцијата е начинот на исхрана, но и строго почитување на лекарските совети. Повеќе физичка активност, повеќе храна без масти и холестерол и помалку стрес, нервози се основните заштитни параметри од мозочниот удар.
По повод 7 мај, денот на полицијата, СВР Штип утре ќе организира свечено одбележување на градскиот плоштад Слобода во Штип со почеток во 12 часот. Во рамки на програмата ќе бидат реализирани повеќе активности, меѓу кои директна комуникација со граѓаните, споделување превентивни совети и презентација на едукативни кампањи за подигнување на безбедносната култура. Посетителите ќе имаат можност да се запознаат и со опремата и материјално-техничките средства со кои располага СВР Штип, а предвидена е и пригодна програма со која ќе се истакне значењето на полициската професија и незината улога во општеството. Организаторите упатуваат покана до граѓаните да присуствуваат и да дадат поддршка на заедничките заложби за побезбедна заедница. Од 8 до 10 мај се реализира Генералка Викенд 2026, најголемата еколошка акција во Македонија досега, која ќе ги опфати сите општини низ државата и ќе обедини десетици илјади волонтери, институции, компании и организации. Акцијата се спроведува на над 500 локации, со учество на граѓани од 80 општини, 600 организации и бројни институции со цел чистење на отпад и подигнување на еколошката свест. Од нејзино започнување во 2021 година, повеќе од 100.000 волонтери собрале над 1,5 милион килограми отпад, додека од 2022 засадени се над 136.000 дрвја во рамки на пошумувачката иницијатива Сончева гора. Мачка која живеела во дворот на една куќа во Турција привлече внимание откако уловила 27 глувци за кратко време. Собствениците забележале необична гледка кога виделе дека мачката ги наредила фатените глувци еден до друг како да ги изложува. Снименото видео ја прикажува мачката како ги покажува своите ловички инстинкти, а видеото набрзо стана популарно на социјалните мрежи. Мачката ги распореди своите уловени уредно и се чинише дека позира покрај нив. Утре времето променливо облачно, температурите до 24 степен, ветрот со брзина од 9 км на час, влажноста 52%, температурите по градови се следните. Штип 24 степени, Карбинци 23, Проби Штип 22, Чешиново, Облешово и Кочани со по 23 степени. Виница 22, Македонска Каменица 21 степен, Делчево 23, Пехчево 18 и во Берово максимални 20 степени. Според православниот календар, утре е ден посветен на светиот маченик Сава Стратилат. Католиците се спомнуваат за Флавиј.